Што имаме еден значаен мотив повеќе, а тоа е новата иднина, рече председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на денешното обраќање во Охрид по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. 52 месеци на власт и најмалку 3 пати вели дека е разбил пораката од народот и повторно продолжува по стара. Токму затоа народот е во апат, затоа што гледа дека таквото поведение не се менува. Сите жолти картони се потрошени, наред е само црвениот, а тој овој пат е кај неговото височество народот. Сосема на кратко дозволете ми да се осврнам на прашањето со Бугарија. Потребно е да се издигнеме над облаците, на измамите и пазарењата кои ни ги носи владата со нашите соседи. И во тој контекст немаме право да се лутиме на Бугарија, бидејќи природно е тие да ги штитат своите интереси. Она што навистина боли е што нашата Македонија ја водат луѓе кои се подготвени да прифатат се, да се пазарат со се. Не е во прашање на недостиг на разбирање од двете страни, туку недостиг на мудрост од македонската влада. Таквите притисоци кон членови на историската комисија и тоа од македонскиот државен врв водат кон кавга и лоши односи. Кандидатите за градоначалник на градот Скопје, Петре Шилегов и Данила Арсовска, и денеска продолжија со кампањата за вториот круг од изборите. Повеќе од Дејан Трајковски. Колку се реални можностите да се спроведе бесплатен јавен превоз и колку ваквиот потек би влијаел врз другите сектори кои што вршат превозни услуги? Актуелниот градоначалник Петре Шилегов вели дека Скопје не е листа за желби, бидејќи во јавниот превоз има и приватници кои мора некако да екзистираат. Независната кандидатка поддржана од ВМРО ДПМН Данила Арсовска смета дека ваквиот принцип на превоз е изводлив и покрај загубите со кои што работи јавното сообраќајно предпријатие. Ке треба да им објасниме на такси превозниците и на приватните собственици на автобуси кој ќе ги плаќа и како ќе бидат платени. Таму има и собственици на повеќе автобуси. Тоа е еден систем кој што е сериозно сложен. Мора да ги менаџираме квалитетно јавните предпријатија за тие да покажат добри резултати. Јавното сообраќајно предпријатие мора да биде одржливо, а ќе биде одржливо со квалитетно и ефикасно менаџирање на процесите и на се она кое што е стварно важно да видиме дека јавните предпријатија можат да генерираат и добивка. И двајцата кандидати и денеска вообичаено продолжија со изборната агенда. Шилегов ја најави изградбата на отворена бина во градскиот парк, додека пак фокусот на Арсовска беше аерозагадувањето. Овој процес го започнавме веднаш по започнувањето на пандемијата. Град Скопје беше првата европска метропола со кризни мерки за културата во насока на заштита на екзистенцијата на скопските уметници, но и првата метропола што организираше цели фестивали среде пандемија, дури и во карантин. Планирано е формирање на Зелен совет. Тој ќе биде составен од експерти за животна средина и представници на невладиниот сектор, каде ќе се разгледуваат сите прашања од областа на екологијата и од областа на урбаниот хаос кој што во моментот владее во Скопје. Шилегов и денеска повика Арсовска на дуел за да ги соочат концептите јавно пред скопјани, оти како што вели тоа е основно демократско начело. Арсовска и понатаму одбива, чекајќи извинување за како што вели обидот за незино дискредитирање во изборната кампања. Проблемите со терминалите за отпечаток од прст во вториот круг ќе бидат надминати, а од понеделник почнуваат и обуките за учесниците во спроведувањето на изборите, уверува председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. На денешната седница на комисијата беа официјално објавени конечните резултати од првиот круг од локалните избори и информацијата каде ќе има нова трка на 31 октомври. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН доби градоначалнички места во 21 општина. Коалицијата на СДСМ во 9, а ДУИ во 2 општини. Во првиот круг градоначалник доби и Кисела Вода од редовите на ВМРО ДПМН. Меѓутоа за ова општина има поднесено приговор, исто како и за Пласница каде што победи кандидатот ДУИ. Даштевски кажа и дека за Маврово и Центар Жупа ќе испратат известување до владата за повторување на изборниот процес, бидејќи таму не е исполнет законскиот цензус предвиден во изборниот законник, односно на гласање да излезат најмалку 1/3 од запишаните гласачи. Обухите почнуваат од понеделник и ќе биде многу поефикасно, неспоредливо поефикасно од првиот круг. Тоа што е до квалитетот, нели, не можеме да гарантираме во смисла што имаме и друга постапка, нели, замена за тоа и во избирачкиот список, каде што не може да се утврди квалитетот. Последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Обично се вели, нема нити еден досега на светот кој може да му погоди на секој еден човек. Може би Ристос,
а може би тој не може. Меѓутоа, мислам дека нема пак никој во светот кој на својот народ поголеми злосторства да има направено или со други зборови кажано како што е атентаторот на македонството од Муртинското чудовиште со име и презиме Зоран Заев. Ете, минатата недела се одржаа локалните избори на Република Македонија, каде во првиот круг со 22 општини, морам да речам 22, затоа што последно се доби и Ѓорче Петров, значи 22 општини доби партијата на Христијан Мицковски ДПМНЕ, а СДСМ со предавничкото створење Зоран Заев само 9. Идната недела е вториот круг на гласање, каде се очекува победник да биде ДПМНЕ. Меѓутоа, мислам дека ќе биде интересно за општината Тетово, каде во која кандидати се двата коалициони партнера на СДСМ, а тоа се албанската партија ДУИ на Али Ахмети и партијата Беса на Билал Касами, кои се надпреваруваат, но што е моето прашање пак? Каде Зоран Заев ќе ги даде гласовите од СДСМ, или можеби ќе рече народот нека одлучи? Исто како што направи и на парламентарните избори на Република Македонија. Меѓутоа, ако од партијата Беса зависеше за да направи влада Зоран Заев и да биде премиер, бидејќи секако со ДУИ веќе беа договорени, овој пат некоја од овие коалициони партии на СДСМ, коалицијски партии на СДСМ, сигурно ќе му се наљути, а тоа може да доведе до распуштање на предавничката влада на овој Муртински јуда, атентатор на Македонија. Така да, можно е до нова година или најмногу до март месец 2022 година да има нови парламентарни избори. А за овој Заев веќе е познато, само што ќе јазине устата и се знае дека лаже, зашто за него и сите тие 80 предавнички подписници со орудието кое се колнеа Божем во народот, за да од друга страна со корупција, со криминал употребува упропастија како некој ураган се што е македонско. Старата народна вели: родителите или мајката може да те порасне, да те едуцира, ама карактерот ти си го оформуваш. Така е и со муртинецот Зоран Заев. Најголемиот дострел е да се жртвуваш за својата земја, во случајов за Македонија, а не да ја дадеш Македонија да биде жртва. Заев неодамна го отвори, во наводници би рекла, неговото дарежливо срце за Афганистан, примајќи 650 афганистанци. Исто така, со потпишувањето на така наречениот Преспански договор, веднаш почна да ги менува имињата на улиците, аеродромот, на највиталните институции. Затоа пак Грција до ден денес со прст, ама нема мрднато. Што значи, веќе назира новиот светол ден за Македонија, а исто така и крајот на неговата империја, како и на империјата и на Америка и на така наречената Европска Унија, но затоа пак новиот лидер кој ќе не води треба цврсто да застане и да каже доста е. Но не само доста е, туку сите договори, преговори, закони, се треба да се поништи, да се застане еднаш за секогаш и да се сето тоа да отпочне да се каже пред светот дека Македонија е земјата на македонците и на малцинствата во неа, каде треба да се почитува уставот, законите на таа наша татковина. Да се знае кои се домаќините, а кои се гостите кои од срце сме ги дочекале за да живеат во неа. Не може како што прави НАТО и Америка, како и Европската Унија, а се разбира и малцинствата во Македонија на туѓо буниште да бидат петлиште. Тоа мора да се реши и еднаш за секогаш да се врати вистинската историја, бидејќи имаме со илјадници факти, документи, да се каже на Германија дека таа ја направи најголемата катастрофа заедно со Англија, а во последниве 30 години и Америка. Исто како што и сега западните дами, држави од Европската Унија, како Германија, Холандија, Португалија, заедно со длабоката држава на Соединетите Американски држави, им диктираат на Грција и Бугарија, па и на Албанија, да ја оценуваат Македонија и македонскиот народ, а божем тие се прават коректни и божем стакат да влеземе во таа нивна така наречена Европска Унија.
Зошто целта на овие, на Германија, на Англија, на Америка е ваква? Целта им е за да го избришат македонското име. Затоа не случајно пред повеќе од еден месец спомнав за да се тужат државите кои ја поделија Македонија во 1913 година. Не треба сега да ја тужиме Грција или Бугарија. НАТО, кој исто така би требало да го тужиме, кој ги истера македонците од своите таткови огништа и од Европската Унија, НАТО, Америка за нелегална и насилна промена на уставното име на Република Македонија, зашто чекање нема, треба акција. Тие со аха ихи си го прават своето, а ние сме се уште во статус кво. Da ne izbriša vo svoj dom, tvoj mir i son da nema me vo sebe strah da nosim me. Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem to gorda duša, gordo srce, pesna da ispevam. Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem na ljubav vezna, dur do groba, da ti se blisku do nas, горат огнови, пепел и прах, носат ветрови, носат и трак, и глад, на глесо и варварски од ден на ден, се поблиски. Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem to gorda duša, gordo srce, pesna da ispevam. Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem na ljubav vezna, dur do groba, da ti se Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem to gorda duša, gordo srce, pesna da ispevam. Prosti mi zemljo moja, majko moja, što drugo ne možem, ostajem na ljubav vezna, dur do groba, da ti se На 17 октомври народот си го кажа своето, зашто тој народ е вистинското орудие кое те наградува или казнува. Во случајов тој народ ја даде поддршката на ДПМНЕ, но не целосна, зашто остави простор за да биде целосно сигурен, а потоа за предвремените парламентарни избори кои треба да бидат, реков, до пролет, кои најмногу ќе бидат и ќе треба да се реализираат, но народот му е
на народот му е прекуглава од ова што го прави Зоран Заев и неговата влада. Еве пред неколку дена на италијанско-францускиот граничен премин, иако со Шенген виза слободно без било какви претреси може да се преминува, значи граничарите на од италијанска страна фатија камион полн со алкохол и цигари со македонска регистрација.